zdravo na svite i dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Kako što gledate po naslovu od vo dnešното video odlučив da gi transformiram od maško vo žensko makedonskite pejači i od žensko vo maško makedonskite pejački. Na vaše baranje, a moje zadovoljstvo odlučiv da go продолжам овој серијал во кој што им го менувам личниот опис на јавните личности. Нема да должам многу со најавата, може да почнеме веднаш со трансформацији. Океј, денешното видео ќе го започнеме со Марко Сладкаристик. Ајде да видиме како Марко би изгледал кога би бил жена. Мене искрено баш ме интересира. У очите ме потсеќа малку на Кике Цветче, а вака сума сумарум страшно ме потсеќа на некоја девојка што јас ја познавам. Леле, хит. Ова е пресмешна. Буквално не личи на себе, буквално. И еднako се прекотив. Како и да е, окей, го имаме Марко Сладкаристика кој не личи на себе, буквално. Окей, следна нека биде, например, Тамара Тодевска. Ајде да видиме како Тамара би изгледала кога би била машко. Тамара е ко некој турски глумец. Чекај да видиме без брада. Без брада искрено ми личи на Боки 13. Али буквално. Со брада ми е некако поубава, така што ќе оставам со брада. Океј, следен на листа го имаме Владко Лозановски. Ајде да видиме како Влад ќе би изгледал кога би бил девојка или ти жена. Со оглед на тоа дека има брада, не знам колку апликацијава е способна тоа да го промени. А сепак е способна. Леле, чека да видиме со друга фризура. Ај ќе го оставиме со ова. Леле ќе умра. Дури на очарите му се променети. Ова е хит. Океј, одиме понатам. Следен, нека биде Марио, односно Кун од 2 бона. Ајде да видиме како Марио би изгледал како жена, односно девојка. Леле. Овде буквално изгледа као оние робијашки. Леле, хит. Чека да пробам да му додадам шминка, затоа што постои една таква опција. Леле, ова е хит. Марио Затвореничка, буквално тетоважа, вака скрстени раци, вржана коса и вака јака шминка. Црна сенка, црвен кармин, топ. Ова ми е хит. Океј, кога сме веќе кај Марио, ајде да го трансформираме и Антонио од 2 бона, да видиме како Антонио би изгледал кога би бил жена. Антонио овде има брада, не знам дали... Антонио реално... би бил девојка, која што предпоставам дека повеќето од вас би сакале да ја имаат. Антонио изгледа сериозно добро овде и ме потсеќа на Ема Уотсон, како и да се изговара, малку онака потсеќа. Антонио генерално би бил убаво девојче. Следна на листа ја имаме Елена Ристеска. Мислам дека најдов една соодветна фотографија од Елена, каде што е врзана косата, така што се надевам дека тоа ќе биде олеснителна околност. Како и да, ајде да видим како би изгледала Елена Ристеска која би била машко. А зашто секој еден од луѓето што ги трансформирам денеска ме потсеќа на некој? Ја буквално се не можам да се сетам, а мене Елена овде ми е идентична со некого што јас го следам на Инстаграм евентуално. Леле, хит. Океј, Елена генерално би била исто фраер. Одиме на следен, нека биде Таско. Хајде да видиме како би изгледал Таско која би бил девојче. Damn girl! Леле! Таско ме потсеќа на една глумица од серијава 100. Како се викаше главната улога? Не Кларк. Леле, не сум гледал дан на 100. Октавија, како и да се чита, како и да се изговара. Таско би бил баш онака добра риба. Значи, буквално. Следна на листа ја имаме Антонија Гиговска. Ајде да видиме како би изгледала Антонија Гиговска кога би била машко. Леле! Не да Бог никоме. Буквално, па и телото и го смени. Леле, ќе умрам.
Антонија, извини срце. Се премотив од што ми е непријатно. Океј, следа на листа го имаме Панчо ДНК. Ајде да видиме како Панчо би изгледал кога би бил девојка. Леле, Калиопи! Калиопи, леле, и носот ист Калиопи. Буквално ист Калиопи, леле, памет си извади. Калиопи. И малку подсеќа на Драгана Мирковиќ. Нели? Леле, хит. Панчо ми е хит, дефинитивно. И да, во коментар обавезно напишете ми како и секогаш, кој според вас од мажите кои денеска ги трансформирам би бил најубава жена и која од жените кои денеска ги трансформирам би бил најубав маж. Следна на листа ја имаме Лина Пејовска. Ајде да видиме како би изгледала Лина Пејовска која би била машко. Ова е топ. Лина би била реално топ фраер. Значи, браво. Последен за денеска го имаме Пајак. Ајде да видиме како би изгледал Пајак кога би бил девојче. Ево имаме една супер слика од Пајак, на која што се смее. Се надевам дека шишкава нема да ни представува проблем, иако би требало да има долга коса, така што нема да ни представува. Да не филозофираме, ајде да видиме како би изгледал Пајак. Па нема нека сериозна промена. Ова, душичка. Овде е баш душичка. Со шишкава, со леле, хит. Ке го оставиме вака, чекай да пробам шминка да му ставам. Ај за сето тоа да биде онака комплетно, ке му ставим и на очари, па да. Пајак моментално ми изгледа као некоја девојка што работи на шалтеру банка или у некоја туристичка агенција, буквално. Хит. И овде некаде ке го завршам денешното видео, кое што искрено се надевам дека ви се допадна. Доколку е така, не забравајте да го лајкнете и доколку се уште не сте претплатени на мојот YouTube канал, направете го тоа веднаш со клик на subscribe. Ви посакувам убав остаток од денот кога и да го гледате видеото, а ние се гледаме многу наскоро со многу нови видеа. Ćao!